Повторно сме назад во студиото на емисијата во ТЕК, каде што продолжуваме понатаму. Како што реков, темите на кои што денеска можете да зборувате, секако е поврзана првата тема со капиталните инвестиции и секако излегува премиерот на Република Македонија Зоран Заев и министерот за финансии Драган Тевдовски со изјава дека во 2017 година државата собрала повеќе пари од даноци, а реализацијата на капиталните инвестиции на највисоко ниво. Па токму темата малку ја променивме, каде треба владата да инвестира оваа година. И првата тема на која што ќе можете да коментирате за сите оние кои што можеби во овој момент се приклучувате во емисијата, и втората тема повторно е поврзана со извршителите. Извршителите нема да ги блокираат сметките на примателите на социјална помош. Пред да го вклучиме и првиот гледач за овој втор дел на емисијата во ТЕК, предлагам повторно да го погледнеме прилогот на колежката Ружица Фотиновска, веднаш потоа се враќаме назад во студиото. Премиерот и министерот за финансии се задоволни како завршила 2017 година, зашто државата собрала повеќе даноци, а реализацијата на капиталните инвестиции е на највисоко ниво. Заев рече дека оваа 2018 нема да биде година на избори, туку на работа. Им порача на стопанствениците да бидат похрабри во планирањето на бизнисот, зашто владата ќе се насочи кон подобрување на условите за инвестирање. Тевдовски е задоволен зашто стабилизацијата на политичката состојба ја враќа до вербата на инвеститорите. Реализацијата на капиталните инвестиции во буџетот на Република Македонија во 2017 година изнесува 19,86 милиарди денари, што представува историски највисоко ниво. Знак дека економијата се стабилизира е наплатата на даноците. Во 2017 година даночните приходи се за 4,6% повисоки од 2016 година. Новата влада, рече Заев, плаќаше пред се долгови. Завршени се исплатите на поголеми инфраструктурни проекти, како автопатот Смоквица-Гевгелија, платена е изградата на Филхармонија, која беше пуштена во употреба, а сметките стоја неплатени. Оваа година во буџетот се проектирани околу 400 милиони евра за капитални расходи, што е за 5,7% повеќе од минатата 2017. За гасификација на државата на располагање се ставени 35 милиони евра, а премиерот очекува годинава дел од цевките на гасоводот во Скопје да бидат пуштени. Ке се работи и на железниците кон Бугарија и кон Грција, со што ќе се обезбеди алтернативен начин на поврзување со нашиот јужен сосед. Опозицијската ВМРО ДПМН соопшти дека Заев и Тевдовски манипулираат со јавноста преку паушални пресконференции и обвинија дека Министерството за финансии, водено од Тевдовски, е рекордер во задолжување и трошење на девизните резерви. Така, тоа беше прилогот на колежката Ружица Фотиновска. А како што реков, втората тема на која што ќе можете да зборувате, извршителите нема да ги блокираат сметките на примателите на социјална помош. Министерството за труд и социјална политика и Комората на извршителите подпишаа меморандум со кој извршителите се обврзуваат да не ги блокираат сметките на примателите на социјална помош. Извршителите ќе имаат пристап до посебен електронски регистар, така што веднаш ќе имаат увид дека станува збор за луѓе од ранлива категорија. Предходно, овие лица чека и по неколку дена за да заврши писмената кореспонденција меѓу извршителот и Центарот за социјални работи, а дури потоа да им бидат деблокирани сметките и да имаат пристап до парите за социјална заштита. Инаку повеќе од 112.000 граѓани и фирми имаат блокирани сметки. Од вкупниот број блокирани 80.870 се физички, а 31.621 се правни лица. Ова е речиси на исто ниво со септември 2016 година, кога имало 112.612 блокирани сметки. Оно што сакав да го кажам дека од 1 јануари минатата година стапија во сила и нови помеки правила по кои треба да извршуваат и да постапуваат извршителите. Со овие правила се воведе засилена контрола на работењето на самите извршители, писмена опомена пред принудна наплата, вонсудска постапка за комунални сметки, кратење на роковите за продажба на недвижностите, но и за иселување на должниците, можност да се продаваат предмети при стечај, еднократно поднесување на барање за алиментација, електронска комуникација со државните органи.
Ова е накратко за извршителите кои што нема да ги блокираат сметките на примателите на социјалната помош. Секако во првиот дел имавме гледачи каде што многумина од нив го кажа и своето искуство токму со извршителите и сето оно што им се случувало. А првата тема, како што реков, реализација на капиталните инвестиции на највисоко ниво, каде треба владата да инвестира оваа година. Кое е вашето мислење? Кој што владата треба оваа година посебно да се насочи, посебно да се фокусира? Дали имаме гледач на линија? Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Добро утро, добар ден. Повелете, во програма сте. И убав ден. Благодарам, истина. Вака, треба да се инвестира да останат тука младината овде, а не да одат по странство. Тоа тука треба да се инвестира, а не да се инвестира да шетаат по Грција и секаде. Тоа е, а второ, другото е за извршителите. Мене без да знам ја дека извршител ми дојде, зошто и они не знаат зошто, ми го донесе председателката на куќниот совет, не сум давала кирија. А на кого да давам? На бели очи? Тоа не се криви, ова криви сме ние. Зошто сметате дека ние сме криви? Затоа што ние сами си ги бодеме очите, а не други. Зашто? Ви благодарам за остапеното време и простете ако сгреши. Добро, ви благодарам и на вам. Имајте пријатен ден. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Видите вака сега. Да не, ние се правиме граѓаните светци, дека многу ги почитуваме правилата и прописите, меѓутоа да збориме реално. Дека треба да постои некоја финансиска дисциплина во државата, треба да постои. Да. Ние се научивме сите, знаете, некои сметки застаруваат за година дена и почнеме малци да претаме многу. Но има еден тука проблем друг. Проблемот е на постапката, начинот на извршување што боде очи, што е некако направено тоа округло па на ќоше, тоест постапката е за извршување е сокриена од граѓаните, тоест не се дава многу толеранција. Прво ќе почнеме од самиот налогодадавач кој бара за извршување одредена мерка. Граѓаните не знаат дека вие кога ќе го добиете решението за извршување, дека имате право да го обжалите и да се блокира процесот. Да. И сега се прашувам, зошто? Значи, тука веќе почне да почне обидот и криењето на извршителните акти. Самото тоа изготвување на фактура од нотарите не значи и право да веднаш предметот се пушти на извршители. Зошто го кажувам ова? Затоа што ако вас нотарот, пазете, ние ги напаѓаме само извршителите, не ја напаѓаме постапката за извршување. Граѓаните не ја познаваат. Некој треба да ми објасни. Фирмата која го побарува долгот прво вас ве дава на нотар, врз основа на фактурна исправа која побарува она од вас да платите одреден долг. Нотарот е тој што треба да ја спроведе постапкувата на порамнување, да ве информира, да ве повика за да ја утврди фактичката вистина, дали вие стварно должите или не должите. Па врз основа на тоа, на неговото решение, вие имате право да се жалите на суд и таму да почнете постапка за докажување. Но што се случува? Нотарите, сакајќи да избегнат оваа постапка пуштање на суд, ги кријат доставите, ангажираат приватни пошти, кобајаги, ве барале 2-3 пати или 4 пати дома, па не ве нашли кобајаги, а никако да ангажираат македонски пошти, и вас предметот ви го пуштаат правосилен извршен, ви го пуштаат на извршител. Извршителот викаме, знаете што, јас работам на извршен акт, мене баш ми е гаља понатака што се случило. Сега тука па слежи истиот друг процес. Извршителот сакајќи пат да избегне постапката, блокирање на постапката за извршување, па ги контролира приватните пошти, па кога ја ги ве барале, не ве нашле, и он тогаш ви го пушта предметот на извршување. Со новиот закон сега што се донесе извршувањето, нека ми покаже еден извршител кој го добил граѓанинот пред да почне извршување, да го помене дека ќе му извршување, за да не може да му наплати извршителски трошкови и други работи. Ни еден. Па истата приказка ве барам, не ве најдом. И пазете, лошо е што во таа целата постапка се користат приватните пошти. Никако да се користи македонски пошти. Да, повеќето нотари, повеќето нотарски канцелари. Повеќето углобава сите 100%. Или приватни разнесувачи, или приватни пошти.
И мислам дека стварно тука со измените на новиот законот за извршување треба да се пропише постапката од која сите ќе се држат стрикно за постапката и да нема мрдање. Ба дијала ќе се жалиме ние по коморите, знаете зашто која бе на врана очи вади. Се штитат себе си. Да. Јас ви кажав и минатиот пат. Ја имам 3 извршителни акти, сите извршители искршиле нози да ме најдат. Сите имаат кога ја ги ме барале никој, а ја достапен за сите. И за пошта, и за телеком, и за Евана сум достапен, и извршители не може да ме најдат. Значи, мислам дека таа е таа работа. Втора работа во законот кој ќе се измени законот, треба стрикно да се предвиди да се почитува правото на застареност на онаков. И на крај едната работа што ќе ви кажам, дека јавниот обвинител нов што го избра треба да отвори истрагата кој дозволил судот антидатирани фактури со знаење на судот и Републичкиот судски совет да се пуштат во оптице. Таму е направен организиран криминал. Граѓаните тоа не го знаат можеби. Но некој треба за тоа да одговара. Кој им дозволил во судот на службеници од фирмите што се појавуваат како доверители, самите да ги заведуваат акциите во судските книги. 2000 и таму не знам која 9-та година или 2010 година, кога ги презема од судот се даваа на извршителите. Тогаш е направен голем циркус. Тоа сите го кријат, а тоа е направено со знаење на судот. Да. Представници од фирмите заведувале сами во судските книги предмети. И тогаш е извршено и антидатирање на датите на застарениот долг. И сега секој долг е активен. Тука граѓаните се многу оштетени. Тоа треба дебело да се испита ако е таа точна информација. А ја го читам тоа на социјалните мрежи решение, тоа е дојде одреден граѓанин во државата и испратено каде што точно стои дека судот знаел за таа постапка дека е дозволено, меѓутоа сите чудат. Тоа треба дебело да се испита. Кој тоа го дозволил? Мислам дека само така ќе се реши некоја работа, а претходно заборев она најбитното е дека фирмите би требало да се тие што се треба да се даде мораториум од година дена две на сите извршувања на сите долгови, да се понудат граѓаните сами да одат со спогодба да го решаваат проблемот со фирмата што ги тужи. Мислам дека така прво ќе биде најпаметно. Да им се даде на граѓаните година, две рок и после тој рок да се почне сварно со извршувања онака да се направи една асфалтна постапка. Да не можем ја како граѓанин, како должник да се вадам, да кукам, да се жалам дека не сум имал шанса сам иницијативно додам да се спогодам со должникот. На крај крајва долговите треба да си ги платиме. Дали имам или немам, има друга институција која за тоа ќе одлучува. Јасно. Или ова што го направија со социјалното сега, мислам дека и понапред извршите. Тука е тоа изигрување на постапката. Ако се било легално спроведено, дека се работело за социјални случаеви уште во постапката на изготвување на извршениот акт кај ноторот, тогаш можело да се констатира дека човекот во социјален случај. Меѓутоа таа постапка се изигрувала, а свесно изигрувала. Толку пријатно. Добро. И благодарам господине за вашето јавување. Имајте пријатен ден. Извршителите нема да ги блокираат сметките на примателите на социјална помош. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Нема шо многу да слушните. Секоја чест на господинот што сега разговараше пред мене. Полн респект. Толку работи, се што сакав да кажам, а многу, може двојно и тројно повеќе кажа тој. Секоја чест, благодарам што од чиста куртоазност не го спуштив телефонот, ќе кажам и нешто друго, само заради тоа да знаат граѓаните дека карциномот, наречен криминал на оваа држава, лежи во самото ујапа. Може би малку и чудно и не знам како ќе го сватите тоа, него ујапа е главната оска кај се врти криминалот. Зошто сметате дека тоа е главната оска? Па, многу јасно и со многу примери можам тоа да го потврдам, меѓутоа ќе ви кажам дали се сеќавате кога една, да не ја наречам со погрдно име, власт која сега е веќе минато, ноќе после полнок донесуваше и по 200, 300 до 400 закони едногласно. И то на препад. Тоа е тоа што тие јас немам некои искуства со извршители, меѓутоа запамтив едно што ми дојде мене кога требаше јас да поминам плата, тие ми велат во банка, немојте да ги клавате парите, веќе сте блокирани. Од кој, како, што? А јас имав соработка со лотарија, ми рекоа веројатно лотарија, ама не беа сигурни.
Добро. Јас се распрашав и одно да ви кажам, немаше ни потреба. Ако некој треба да му должиш, тогаш тој може да ти блокира сметка. А фактички, таа фирма, државна лотарија, фактички не беше ни државна, беше приватна, на фамилијата, те блокира за некои средства кои не постојат, а тие тебе ти должат пари. И ради таа цел јас измина едно 10 дена, побарав потврда од СОК кај нас, во Централен регистер, да видам кој ме блокира и зошто. После 12 дена тие ми даваат потврда дека воопшто немате никаква блокирана сметка, а во банка велат по телефон те блокираја. Некоја си извршителка Каламатиева од Скопје, ни видена, ни чуена, а јас сум во Битола. Така да ме интересираше и сите тие документи ги чувам и да кажам некои работи. Меѓутоа сето тоа е смислено, направено, а извршителите се една мала маша, како што е УЈП и тоа е криминално здружение. Во светот нема помала држава која има толку криминал како нашата Македонија. А секоја чест истеднаш респект и поздрав до господинот кој се убаво објасни. Пријатно, имајте убав ден. Ви благодарам за вашето јавување, имајте вие убав и пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, господине, во програма сте. Лака се. Слушам народот и не можам да се изначудам. Добре. Значи, луѓето не знаат што да зборна и што да барат и што да кажат. Прво, и Груевски, и сите, излегоа на телевизија кажеа дека застарено дело од година дена, ако не ти дојди, иде му плаќа. Овие тоа застарено дело го кинаја. Ето, јас ќе ви кажам зашто. Јас имам видено на лице место. Во судот, кај што да извршителите да земат документите, ќе беа застарени од народот. И ги носи на нотар, си ги заверват и ти пушта. Како може сега мене Евана од 2004, 2003, 2002 ми бара пари? Кога Евана не беше ни дојдена тогаш. Таа е дојдена 2006 и незиното доаѓање 10 години 11 застарено му е. Ни тужен, ни суден, ни ништо. И се опиши за остана долг. Ова народот не го знае. Застареноста си постои во уставот, во судот, си закон, си има член, тој и тој, кој сака праша адвокат. Ние на тоа не обрнуваме, ние гледаме, ни дојде 15 години, па ќе тој кој не се што бараш. Никој до сега тоа не го има кажан. Зошто? А и самиот Груевски декваше неколку пати застарено дело има, не може да ви земат. Сега Евана ми вели, застане 2004-2003, чекаве ти беше тука? Дали бевте вие на власт? Дали ја взелте вие? Па прво Ленче таа што му беше кај ни во Евана, како координатор, што му беше, не знам, самата излегваше на телевизија. Не смееме тие пари да му земе присилно на граѓаните. Не смееме ни полиција да викнеме, за да му исклучиме на човекот. Тоа беше решено дека ако се зема во случај, така пиши во договора што го зеде и Евана. Ако во случај се земат пари, се делеа пола за државата, пола за нив. И се што направи овие? Не дојде ни тие предведени пари бараве. Јас не знам како да рече човек. Нигде го има ова. Па и овој народот не знае да зборни. Та и овие што бараја за што рекуваат, со што чекува подписи што береа. Треба да се стрикно на то. Се што му е застарено дело не сме да бара Евана. Ако тие застарено делото 10 години, ако имаш извршно, тоа е и то 10 години. Ова презастарено е веќе, не 10 години, 15 години. И сега ти и само ти пиши за остана долг. Платете го иначе ова или нечона. Како е така луѓе? Има некој овдека да излези да кажи. Постои сите праша и адвокати, се ќе речи постои во член тој и тој застарено дело. И има застарено дело за година, за 3, за 5 и за 10. 10 години извршното. Па и тоа престара веќе. И се што треба да го тужам него. Што ме малтретира, што ми пушта такви работи. Ба ова нигде го нема да луѓе. И никој не се среќува од народот да речи чекаве застарено делове. Дали постои тој устав. А јас имам мојде они насу за тоа. И судијата ми вели нема застарено, вели, тоа има, постои вели во членот, во законот.
Ама наредба имаме дозгора, вели, да не ма застану да вземаме на сите парите. И да сватиш, тоа е работата. Ова го кажувам јавно, отворено, нека слушат цела македонска јавност. Па што се плаша луѓето, бе? Како ќе може мене извршител да ми дојди за старено дело? Па не да може, јас ќе бидам прво во Македонија што ќе отебам некој извршител. Добро. Така е, вистина. Добро, ви благодарам за вашето јавување, имајте пријатен дел. Реализацијата на капиталните инвестиции на највисоко ниво, каде треба владата да инвестира оваа година, извршителите нема да ги блокираат сметките на примателите на социјална помош, се темите на кои што денеска зборуваме во оваа емисија. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Еве Јордан Затанов, пошто е меѓу ми се чини доста и подковен и дипломиран економиста и ревизор меѓу првите и инспектор на пари од цела Македонија и се други работи. Повелете. Сега, значи, после приватизацијата, ја мислам, најголем криминал се направи со овој закон за облигации. Нема логика да они со нашите лидери што не водат тука, што не водат граѓаните и цела време да не се изгледам вулгарно, нели граѓанинот пред се на сите телевизиски куќи. Граѓанинот е толку ограмен. Видете, овие сите институции, таму, мислам, фирми, што ги направија тие палати, тие се преку овој криминален начин што го направија со законот за облигации, кој што е јасен и гласен. И знаеме дека кога некој граѓанин нема да плати една сметка, дали е струја, дали е вода, дали е данокот за куќата, за имотот, они си имаат своји правни служби, си имаат луѓе ангажирани, инкасатори, да дојдат да ти кажат, господине или господјо, вие сте платили 11 сметки, една сметка не сте платили. Јас ќе ви кажам, како го злоупотребија. Тоа е договор политички, не е она на самите тие фирми. Прво, јас од Топлификација имам добиено пресуда, ме тужеле, Кобајаги, а Топлификација уште не поднела тужба до судот. А ја веќе од судот добивам. Како може судот да знае дека ја ќе бидам тужен? Еве ги чувам документите, некој ќе ги пратам, не сум толку вичен, овие, иначе многу работи имам да ви праќам по Facebook, по телефон, што се викам. Тој грабеж што е направен, тоа е незамисливо. Друго, исто, зборувам, за судството, во фиока се чуват, обвинителство, мои кривични дела ги имам, ма јак бре, никој, извршител, што не ми ги наплати мене? Против братно на покојни Злате, што држеше рестораните. Зоран Митков, братно. Таксистот Драгослав Николич. Ви кажа дека сум Јордан Затанов. Слободно можам да ги бројам по имење, нели? Градот Скопје ми праќа мене исто извршно решение. Па, ако не ја чував јас сметката дека сум платил, и што ќе ми направија таму, ќе ми ги крадат парите. Друго, толку сум нервозен, бидејќи не сме почитувани луѓето, граѓаните, тоа е веќе човек дори нема сили ни да укаже за сите тие неправилности што се случуваат кај нас. Дистрибуција реков исто. Еве ги чувам денес ги чувам сметките. Јас го изгуби предметот, земолам. Како може застарено кога на судот му покажам еве ти сметки? Како може да не се признае тоа? На ниедно поле немаме заштита. Адвокати исто. Они си се договараат меѓу себе и тој октопод... А сте се обратиле кај адвокат за некој од овие постапки? Па Мери Младеновска... Сте побарале помош од адвокат совет правен? Мери Младеновска што беше министерка за правда, на Игнат Панчевски му беше службеничка. Оно ме бранеше, заедно со Игнат Панчевски. Добро. Оно ме бранеше и сега ми вика, кјути, јас сакам да укажам дека они не се ажурни во своето сметководство. Од еве се исти случај да кажа за водовод.
од 2001 година. Ја чувам сметката. Они ми нон-стоп ми праќаат опомена за извршител. И по телефон им кажам, бидејќи здравствено не сум најдобар, еве ви датум, кога е уплатено, на која сметка, на сите тие чуда, бидејќи јас платував тогаш на цел период, и скоро имав, например, цела година не платен. Меѓутоа не е да си плаќам. Со се камата, како иде сметките, сите сметки се собрани и платене. И они се опомене сега. И стално проверам на лаптопот да не ми стимнале од извршител, нели, од пензијата, ќе ти гајре немат, ти имат слобода да ти чепкат тебе од джебот. И сега нон-стоп, ја просто не свијам, уколку сега да се разводам, јас одма отворам прво да видам во банката, да не ми некој извршител да не ме заклал. И, значи, кој граѓанинот, кој мир го има, која среќа има со тие извршители. Не може безвратно ти да ми стигне пари без да ме известиш. Дека треба, дајде најпосле. Не ја додам, они да дојдат кај мене. Не може они се научи како еве и милиција ќе те казни, донесе таму платицата. Зашто ти донесен? Да. Па ти имаш светководство си има своје. Они треба да бидат надзорни. Они не работат ниша таму, се уживаат, се оговараат таму и не се редовни и после граѓанинот виновен. Добро. Така да, значи, се ние во хаос, се дека немам, почнеме да самите себе да се почитуваме. Јас себе, мислам, јас тебе, ти мене, или комшијата, комшиката, еден со друг. Нема среќа, нема живот за нас. Словенците биле добри, бугарите биле добри. Па добри се бре луѓе. За нив законот се почитува. И меѓу себе граѓаните се почитуваат. Оти тоа се го видел на дела, меѓу самите граѓани. Так, а ние, јас имам врски и готово. Како што рекав, нели, за вчера, што зборевме за собеќа, за тие чуда да си имат нон-стоп, да се одвои таму кај вас, било која емисија, по некоја минутче, на те реклами, како собреќајките, како ненаспан човек, како пубертет и сите тие чуда. Толку се многу за зборење од нервоза. Да не ја шириме така. Ја и другите нека кажат нешто. Добро, ви благодарам за јавувањето, имајте пријатен ден, да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало. Повелете. Ало, ај и на другите нека кажат нешто. Ама си знаат, слушам кај човекот. Не слушате ли? Да, ве слушам, во програма сте. Не слушате, не? Да, ве слушам одлично. Не ве слушам, јас. Кажат човекот доста работи, другите кажат доста работи. Ама го даме бешегата ми се чинит. Ако ви кажам јас што се случувало, ќе ви се сврти паметот и на вас и на сите слушатели во Македонија. За тоа како одлучуваат нашите судови по одредени барања на граѓаните, односно како се плачкаат граѓаните. Ќе ви кажем еден случај. Ајде. Поради одредени проблеми на моето бројло известно време беше прекинато читањето. Побарав да се чита и им кажав дека животот таму ќе го обновам. Имам луѓе што ќе живеат таму. Добајаат, прават записник, констатираат дека пломбата не е оштетена, сето тоа и го заменуваат старото бројло през 6 години, го кажувам. По нивните правила, стават ново бројло во ред. Добро. Све значи беше во ред. И ставиле ново бројло. Чекам да читаат, помина година и новото не го читаат. Законично да добијам некаква си сметка. 0 потрошено киловати на новото бројло. А за останок долг, ве молам, ќе кажам гласно, за 60 години, повторувам, за останок долг за 60 години. И тоа, после една година од кога го смениле бројлото старото, напишале фактура на старото бројло, после една година. Од ова испаднува од кокошката од како заклали и ја присилиле да им неси јајца поново. Нормално, јас не сум глуп. Јасно, да. Јас знам дека вакви работи не смеат во државата да се случуваат. Знам дека ова кривично, тешко кривично дело грабеж на граѓаните. И што се И случи нормално,
ќе ви кажам, Ајде. се случи тоа, од полицијата им поставија пријава за кривично дело. Обвинителство чекаше 3 години да покрени постапка. Судот во меѓувреме одлучуваше заради тоа што броилото ми беше одземено, бидејќи не сум плаќал. Требало да платам за 60 години. Замислете, веднаш судот одлучува за 60 години да се морам да платам. А броилото, бидејќи не сум плаќал, не го зеда. Сега, обвинителството врзано со со некој моќник таму, може да му поставили некоја бандера или пак и некој струјомер, нему или на пријател, 3 години не покрива никаква постапка. За после 3 години да одлучи дека не постои кривично дело. Висшето обвинителство ми го одби тоа со решение дека постои кривично дело по член тој и тој. И дава упорство што да стори обвинителот. Обвинителот после не знам колку време поново носи такво решение, не постои кривично дело. Поново висшето обвинителство кажува дека постои кривично дело и треба да се испита кој стои за овој предмет. Јасно. И се менува обвинителот, новиот обвинител чека уште 3 години поново, значи 6 години не презема ништо и понесува до решение дека не постои кривично дело. И третото решение висшето обвинителство го побива. Што значува, како е ова игра, како овој грабеж на поединци, како ова самоволие на поединци, да не може државата, судството, обвинителството, полицијата, да не мешам полицијата, таа си после ува работата, да не може да го заштити нашиот човек од грабежи. Поставувам прашање, ако ради тоа што имало прекид на трошењето, што им брат на нашите во диаспората кога ќе дојдат на одмор овдека? На исти начин ќе напладали. А тие бидејќи не можат да направиме да се судат, да трчат тамо, ќе им напада за 50, 60, 70, може и 100 години. Знаете ли како е тој грабеж? Знаете ли како е уништување на правата на човекот? Да, имаме ние правна држава, некој ќе се бие тамо во парламентот. Имаме ние правна држава, да ви се плюкнем. И на правна држава и пратени си сите што носите такви закони. Благодарам. Ви благодарам, господине, и на вам за вашето јавување. Дали имаме друг гледач на линија? Ало. Добар ден, повелете. Добар ден, среќна нова година, среќни празници, се најдобро проводу и пожелам здравје и се најдобро во животот. Благодарам исто и на вам. Од Куманово се јавува Баже. Среќна нова. Драго ми, повелете. Ево вака се. Ја да ви кажам најискрено, сум бил работен во ФЗС 11 октомври, Куманово. Добро. Кој нека чуе сата јавност, тога беше онаа вас во народ да помане. Добро. И да ви кажам, за неќе парите да ги примав, имам заработено 2000 евра, значи 9 пати 2000 евра. Од тие пари, што неќе ја да ги земам пари, ми скара од работа. Кај да го има тоа, сидам, добро рече човекот пред малку, дека стварно судството е корумпирано. Значи, не работа поправено. И за ништо ме истера, ја идам кај адвокат, нормално тужам, сајке се тоа што треба, и мене адвокат кога ми вика, знаеш што, вика, не си секира, вика, судот вика, штрајкува, вика, јас издам работава. Значи, тоа така ми вика, јас, значи, го почитувам тоа стручно лице што е, кој си работи со тоа. Да. И, да ви кажам, проаѓа време, 2 месеца, и викам, чекай, ќе дам до судот. И судот ми вели, вика, срамота е ова, да ти искарат од работа, вика, за тоа. Вика, јас 35 години работам, не знае и министерот Оливер Спасовски, ме знаат сите, значи јас сум, се представам Баже, сум бил боксер едно време, ме знаат. И, значи, нема правда, години и по сум без работа, стварно, значи, не знам како да ви кажам, значи, за своји пари што си ги тражам, ме направија, го испуштија рокот и сега ме остави без работа. Адвокатка била поврзана со нив. Не сакате, тоа судот кога штрајкува, требало она да пусти тужба. Не е јасно, она си знае. Ама таа не пустила тужба и кога идам во суд, вика срамота за ова да ти скараш за твои пари, си ги тражиш, викам, не само јас, викам, не цел ФЗС 11 октомври, 90% не истерана од работа. Да ви кажем најскрено, може нека направите една анкета, ќе видат у ФЗС. Чујте малку, не ве разбрав. Од каде сте истерани од работа? Каде сте работели? ФЗС 11 октомври. ФЗС
Тоа за церкви што прават за гасово, за тие такви работи, да. Добро. Да. И сега сум година и пол без работа. Верувате ми, како не знам да ви кажам, сум многу револтиран, али Господ има, Господ оставя. Исто така и за извршителите. И доаѓа така пред 8-9 години. Ама среќа ја чував за струја. И кога ја покажа, ама добро, ние не сме криви, па јали сме криви, брате, и сметка. Јас чувам сметка да ви кажам право може 20 години. И кредит сум земал за куќа, се чувам. Значи, жената вика, ти што чуваш ова старо, више 15 години. Значи, стварно да ви кажам, за тогаш зборувам, немаше правна држава која стварно ми скара без работа, без ништо ми скара. Значи, еве, нека дојде некој, јас од Куманово ќе се представам, Дурица Кузман Јосиловски Питу, бр 27, нека дојдат, нека прочитат моето отказно решение и наводно после ми пишува кога веќе сум викал увало повина директори, а води таму срамота, тоа ми скара за ништо, Господ има. Само на Господ остам, да ви кажам најискрено. А јас на ова влада може да кажам, мислам, нека тера правилно, ако сум грешил, и нека ме бесат. Мислам, тоа е правило за мене. Али вака 90% се искарани луѓе кои работат по јас имам 30 години. Значи 35. Има луѓе по 30, по 29. Нема, сите се измамани од работа. Нека направат, рече градоначалникот од Куманово, ќе направи ревизија како е купена фирмата, да ви кажам. Фирмата е купена за 1.800.000 евра. Мијалков е зеле, да ви кажам право, Мијалков, и нека знаят целата јавност. Не се направи една ревизија, нека види кој што, јас, ако е честно купил, нека му се среќа, ама ако е криминална банда, нека се затворат тие луѓе, да ви кажам најискрено. И моето дете кој е направило така, нека се затворат. Искрено ви кажам, ви пожелувам се најдобро, да се живи, здрави и поздрав до 24. До сите пријатно. Пријатно. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте и вие убав и пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало. Добар ден, повелете, господине. Добар ден. Повелете. За многу години денот нека. Ви благодарам. Повелете. Вака. Ја сум, ме знаеш, Димче Крстев сум, ја одбутал социјалните станови. Добро. Значи, не ако се води постапка за шомарите до центар за мене, што одвоиле посебно таму дело, господјата Фатиме Петаи, значи не сакам со закани, јас сум социјален случај, каде не е за смејате, гледам се смеја, значи ја плачам овдека у социјален стан 7, каде не плаќам кирија, значи не плаќам кирија, овде ми доваѓаат закани од некои си луѓе, некои си извршители, каде приsilно ми беше наплатено 48.000 денара. И им однесов потврда од Центарот за социјални работи. И им однесов решење на господинот Крум Коцарев, извршител. Само да знае дека од гроб не се искача, ама од блудница и од затвор се искача. Толку од мене да биде заслушат, да нека знае јавноста, значи сум корисник на постојана парична помош со трајно загубена работна способност. И значи да не ми се закануваме дали ми следало суѓење или ми следало или што. Ако јас сум ја бранал црквата, сум ја бранал верата, значи тоа да не го интересира него ја зашто сум на судење. Значи незаконски ми ги наплатил парите и одозгора ќе ми пушта луѓе сега што ги барам назад да ми се вратат дома. Значи едно, второ, ве замолувам, дали може вашата телевизија да дојде да ме снима пред еден сат ми беше барано мито во државна болница ќе ви кажам и од кој доктор, на пулмологија. Значи болен сум од хронична артретивна бол, хоп имам. Ми беше побарано пари да се видиме у 4 очи. Значи 3 дена дома иде кај мене брза помош со 210 притисок, не можам да дишам со пумпи. Значи не ќе да ме прими, ме викна насаму у 4 очи, вика да се видиме после 15 часот. Значи ја немам пари да му дарам него. Добро. Оставете го, господине, вашиот број во режија, не се исклучувајте, ќе ве префрлат директно таму. Оставете го вашиот број, вашето име и ќе ви сконтактираме. Јас ќе пренесам на колегите од информативна редакција, ќе ви сконтактираат. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Па да ви кажам два невидени случаи. Ајде. За измислена некоја си непостојча камата од Стопанска банка пред
7-8 години, а случајот беше пред 3 години. Добро. За 365 денари камата ми доаѓа 5.500 да платам. Отидов кај извршителката, пуштила деца, некои на врата ми дадоа, после тоа отидов, они ми рекоа, ако не сте нешто задоволни, идете кај извршителката. Отидов кај извршителката, она не сакаше да слуша, меѓутоа вика можеш да поднесеш приговор дека претходно си бил обавестен и поднеси приговор у судот. Ја послушав, не поднесо приговор, последна недела ми доаѓа да платам 20 и нешто илјади. Идам кај незе, заштова? Па затоа што сте поднесле вие приговор. Па чекај, кој даде совет за да ја поднесам приговор? И така за непостојќа некоја измислена камата, зашто најчесто каматите месец за месец и две, а ова за претходни 10 години некоја измислена камата, ми дојде да платам 22.000. Тоа првиот случај. Добро. Вториот случај, за исто пред 10 години неплатени сметки 2 на топлификација. За среќа јас ги чував сметките платени и отидовме на суд, за прв пат на суд, и прво што судиката прашува, имаш ли адвокат? Ма каков адвокат, што ќе ми адвокат кога ги чувам, викам сметките тука. И добро, имаше представник деца некој топлификација кај некој приватен адвокат, адвокатот дава на некои деца представници таму и викам еве ги, и фотокопирав и за судиката и за тие представниците на адвокатот. Викам дека платена е сметката, дека се платени. Ама не, добро ред, меѓутоа вика ќе презакажеме за другиот месец. Ја не знае процедурата. Така 2 пати 3 излегуваме и на крај рочиштата испадна со платени сметки, све рочистата 5.500 дојде да ги платам јас лично. Требаше да фатам адвокат, правев муабет со некој таму, други, фати адвокат ќе ти платат и што треба и што не треба. Чекайте, кој го доби случајот? Го добивте вие или топлификација? Случајот јас го добив. И вие си ги плативте трошковите? Да, јас ги платив трошковите. Судските трошкови. Да. И тоа невидено, навистина, ова е хаос. 2 случаи, едниот со 5.500 со платени сметки, а тој првиот случај што го кажав, со некоја измислена камата од 365 денари, 25.000 ме кошташе. Добро, не успеавте, не ги најдовте тие налози што ги чувате кога сте го плаќале кредитот или така камата? Не, никаков кредит, никакво обавестување. Откаде? Некоја измислена камата не знаеа и да ми кажат. И така извршителката беше безобразна. Штом не си бил известен, вика поднесете приговор у суд. И со тоа самото што поднесо приговор стигна до 25.000. Зашто вика сте поднесувале приговор? Па нели вие ми рековте да поднесам приговор? И така да сте поднеле приговор, не треба да ви ја зголеми сумата која што треба да ја платите. Ја зголеми, а се тоа договорена работа и што да прави, викам ако уште мал се причекам и до 50 и до 100.000 ќе дојде. Невиден, ова е неправда, ова немам коментари. Така. Добро. Ви благодарам ако тоа беше се. Тоа беше за се. Вашето јавување, имајте пријатен ден. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Во програма сте, повелете. Ало? Добар ден, повелете, во програма сте. Добар ден. Повелете. Се јавуваме од Прилеп. Драго ми е. Пред некое време имавме една подсетен од градо, не бе тука, и некоја покана одсуд имаше дојдено за запис со кола таму, за казна. Ама мајка ми не, пошто не бев тука, ја вратила поканава на Куриро, после по 1 година ми дојде за неизвршител 5.500 за плаќање, ради тоа што дошол бил вратен Куриро, не знам јас за која основа тие 5.500 на извршител дае. Значи за Куриро требало 1.200 денари, судски трошоци плюс 4.000 таму и 5.500 за ова е да се чуди човек. Толку. Добро, ви благодарам и вам за вашето јавување, имајте пријатен ден. Тимите на кои што денеска зборуваме, извршителите нема да ги блокираат сметките на примателите на социјална помош и реализација на капитални инвестиции на највисоко ниво.
Каде треба владата да инвестира оваа година се темите на кои што можете да зборувате се до кај 14 часот, до кога впрочем и трае ова денешно издание на емисијата во тек. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Добар ден и убав ден. Благодарам, За првата тема, владата пред све да инвестира кај оние луѓе кои се со мали минимални примања, со оние со минимални пензии кои можат уште се активни и психофизички здрави, да им помогнат, да им даде повратни средства од 5.000, например, 1.000 евра, а нагоре да можат да направат некој свој бизнес, некој своје допринеси, да приуштат да има така едно скромно примање. Смитате дека 5.000 евра се доволно за да се отвори некој бизнес? Од 5.000 до 10. Предходната влада даваше по 3.000, например, да отворите, например, јас ќе ви кажам пример. Например, има 20 брачни другари, сопруга помала, сопругот е постар, со пензија од 7-8 илјади, сопругата е уште активна, може со 3.000-5.000 евра да земе некоја домашна работа, да работи еден бизнес отворен. И дури да запосли може. А даваат, мисли, имаше добро беше тоа што некој дава таму по 10.000 евра за некои земјоделци што имат да се напред во усовршањето со машините. Се тоа не се прати, дали тие купиле вистина или имале прсовно таква машини, трактори и така натака, меѓутоа овде може да се прати со стојбата на тие што се по социјални случаеви, што не може да се запослат, што се со помали примања и значи може да се пратат, може да прати државата. За првата тема, за втората тема. Поткитно да се врати законот. Ова све што го слушам јас сега, многу непријатни работи. Ја имам работено како извршител во СФРЈ. Значи не судија извршител, со дипломирани правник, но него извршител на судските извршни постапки. Сега ќе ви кажам како одеше тогаш. Тоа беше и за должниците добро, и за доверителите добро, и сите беа задоволни. Пример, кога ќе стигнат комунални сметки, например, имаше во судот, да се затоа вика, извршителите да се вратат во судот, да се имат ако требат 1-20 суди извршители кои ќе работат извршите постапки, а пресудите да ги спроведат служители извршители по пресудата. И например, имаше оделение за платни налози од овие комунални така натака, вработени во судот оделение 20 платните налози. Прво, например, комунални, ќе ви кажа, кога ќе дојшат комунални телевизори, дали вода, дали џубре, дали струја, телефон, кога ќе дојше платни налог, доставлјачот носеше платни налог на должителот, на должникот. Должникот од тој платни налог му има полука право на приговор во рок од 8 дена, пример. Попишува ако има намиреност и да кажува докази едно друго, ако не е тоа вистина, или ако застарело спрема облегчителниот закон од 1 година комуналните сметки, значи не смеат да барат повеќе 1 година, затоа што граѓаните не се должни да шуваат сметки после 1 година. И кај се тоа со тој закон, меѓутоа нажалост никој не го опочитува. Тие што го носат закон не го почитуваат. Нити судиите, нити обвинителите, нити не зборувале извршителите за нотарите и така натака. Значи се носи платни налог на ева доставлјачот му оставуваат лично да го врати на него, кога ќе оприми, ако не поднеси тој рок од 8 дена приговор, или ако поднеси приговор, извршителот уште значи со доверителот нема врска. Значи, доверителот има ова со должникот. Должникот постави приговор. Судијата одлучува по приговорот, ако има докази, и повика од едната и другата странка, ако си има докази, сред приговор се прифаќат, извршителот нема работа со него. Меѓутоа, ако не е основан приговорот, тогаш судијата го распореди, например, 3/4 извршители не во еден суд, во СФР, во Србија, град, нема проникаде, меѓутоа закон беше за цела Југославија исто. Кога дават на одреден извршител, да се спровед, например, да му се наплати. Прво, кога одевне наплата, например, да го помениме, му носевне на извршителите, му носне решение дека имат извршено тоа решение, имаше право на жалба. Дури полуки им дававме, да се жалат. Ако случајно е повредена постапката во тој период извршен до окружни суд, тек после окружни суд, ако се жалеа, одевне ние да приступиме по извршувањето. Али како одевне? Ако е пензионер, ако е вработен, по работните организации достојуване решение дека тој работен или тој пензионер, на тој е должат да 1/3 од платата повеќе не сме да му се одбие нити фирмата, нити пензионерското, нити пензиското. Значи никако сметки не се блокира, никако луѓе не добива шокој, значи. И се кажува, ако има некој претходно долг, кога ќе дојде тој предмет на ред, кога се заврши исплати претходниот, тогаш ќе дојде другиот на ред. Не во кај камати, не вакви работи. Ако немаше
Ако немаше вработен, ако немаше пензионер, ако имаше некој имот голем, имаше закон што не може да потпишеш телевизор како едно информативно средство, не може да му потпишеш. Ако е земјоделец, има трактор, основни работи со тоа да преживеат, не може да му потпишеш. Ако има 2 телевизора, ако има 2 коли, може да му извршиш попис. И пак по рок одреден да му даш да ги плати. Меѓутоа не е трошкови. Не вака како што се сега. Како што сега се прави, јасно. Сега е вака. Сега по моје предлагам нотариите и извршителите да се укинат подкитно, да се врати законот, се судот, преку судот се оди да се имат платени службеници извршители како што било понапред. Се слушај, ќе ви кажем јас, прошлата година правив некоја агент од Телеком, ми ги склучија телефонот платено, предплатено, 2 пати плаќа приговор, плати ми го суват приговор. Ми наоѓа плюс 486 дена повеќе платено. Ми го суват и пак поново праќа сега што прават. Нашата адвокатска канцеларија во Скопје, на адвокатите, значи без да ме прашат дали тоа, значи не совесност и администрацијата тамо, од несовесна администрација и такви други трошки се. Адвокатите го дават на нотар, нотарот доноси платни налог. Нотарот приговор, приговорот тој кај нотарот поново, па да плаќаш такси. Ако не пишеш приговор одма на извршител, ако пишеш приговор пак преку судот, па судски спорови, и човек да врзлам, ова е само крадење, рамилок, така да кажам, обично народно, на граѓаните, на луѓето со овие нотари и со овие извршители што донесе ваков закон. И молим ви, скаде, не само на тоа добро што социјалните нема да и блокира сметките. Не, никога не сме да блокира сметка, како да ми блокира сметка на пензионот 5000 денари. Или он е вработен, или он што имат на штедна книжка пари, немат од гајда прети што потигни пари нема да земи за лекови. Значи не сме тие, ова е злочин што се вршено со извршителите со нотарите. Да се укинат овие закони, нотари, извршители поткитно, да може луѓето, сиромајте да дишат мало, да може да живеат. И огромни такси, огромни трошкови, се повеќе трошкови се не одложни кои што одложите. Ви благодарам што ме слушат. Хвала ви. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Реализацијата на капиталните инвестиции на највисоко ниво, каде треба владата да инвестира оваа година. И извршителите нема да ги блокираат сметките на примателите на социјална помош. Како што реков, 112.000 граѓани и фирми имаат блокирани сметки. Ова е направено, значи вкупниот број блокирани 80.870 се физички лица, а 31.621 се правни лица. Граѓаните и фирмите најчесто имаат по неколку трансакцијски сметки и вкупниот број на блокирани сметки е многу поголем и заклучно со септември достигнал 230.500. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Добри сте? Добри сме, вие како сте, добри? Добро, еве ве гледам, ве слушам, да. Бака, сега јас дека човекот талал да му е, теле колку убаво не кажа и колку не брана на сиромасите, сваќаш? Да, многу ама тоа они нема да го послушат. Например, социјалците да не плаќат овие сметки што застанати. Па ако ја имам сметки неплатени, взимам пензија, не земам социјална помош. Така, ама 110.000, јас сум се јавувала, ме знаете која сум. Ја вашата телевизија гледам. Ја со 10.000 што да платам понапред? Дали лековите да си ги купам, дали за јадење, дали да се лечам, така? Така? Што понапред? И еве ја имам сметки, и ја имам 4 години, да речам, отворено ќе кажам. 4 години телевизија, болна бев, купував сонди, болна бев, ретка болест имам, бишика се оприсвах, операција еден куп. И што да правам сега, телевизијата не ме платена сега. Ми отидоа во УЈП, не знаат да му објаснат таму како треба, ако да плаќам секој месец 1500 динара ќе одделам од тие 10.500 што взимам јас. Не знаат да објаснат, ме разбираш? И кај да се обратам, затоа се јавив некне, кај да се обратам сега да идам да го плаќам тој долг, еве, сакам да го плаќам, еве. Кај да се обратам, кажете ми. Не знаат во УЈП како да објаснат, еве. Еве. Бевте вие прашавте во УЈП, во управата за јавни приходи? Ми беа, ја не можам, ја имам мускулна болест, еве. Да. Не знаме на илек, тем 6 на летно време така излегувам по малте, ме знае,
која сум и каква болест имам, да. Со еден бубрек сум, 2 ребра изваден, тешко болна сум, па и мускулна болест ми се јави, шекер се боцкам 2 пати инсулин. Еве ми беа во УЈП не знаат како да објаснат за да можам јас да си вадам од таа пензија по 1500 динара, само пензијата да не ме што ќе живеам, треба да умрам после да се што да правам? Ај кажи ми, девојче, тетка, како да направам? Ај, кажи ми. Ај. Кажи ми, еве. И во телевизија беа, не знаате и таму како да објаснат, еве. Еве. Што да правам? Ај. Ми беа, еве, ми беше човек таму во УЈП пред 10 дена пред Нова година, не знаат како да објаснат, еве. Еве, ќе плаќам по 1500 динара на рате, еве. На рате. Еве. А имам, ти кажав, 4 години не ме е платено, еве. Да. Само тоа, друго си плаќам све. Све си плаќам друго, еве. Све. Така. Ако луѓе што го слушам, најдомакин човек, што се јавува, што рече, исто без па со извршител, за парното, први на нотар ме дадоа, помалку пари платив. Сваќаш, девојче, помалку пари платив. Например, имав 4200 имав, на тие 4200 ја нотар платив 1400 динара. Сваќаш? А не како извршител што слушам, што лупале, што зимале многу пари. Па ако ми така направат, што ќе правам ја? Треба да умрам. Да. Ај кажи ми, кај ти сум, затоа ти се јавив, неки објасни ми каде ти за мај. Не ја, друг дина да ми брка работа, еве. Ќе плаќам по 1500 динара, кај се плаќа на рати да плаќам, еве. Да. Да. Што да правам, мај? Повторно, не знам што да ви кажам, на вистина, доколку сте се обратиле до управата за јавни приходи, оттаму, ако не знаат што да ви кажат, не знам јас како можам да ви помогнам. Имам на 11200 имам, еве. Имам. Како Лјупчако ме слуша да го кажам телефонот јавно, тај многу ги знае, сите работи ги знае, вака објаснува. Многу фин човек и човекот сега збореше фино, да. Да. Ако ме слуша Лјупчо тоа да му го кажам јавно телефонот. Да, не го ставајте јавно телефонот, ако слуша може да се јави во емисијата, да, и да не ми достаѓа некој, сваќаш? Така, да. Да. Еве, сакам да си плаќам од таа пензија 10,5 што зимам, во дом живеам, или ме знае мене еднубаво. Еднубаво ме знае. Вашиот колега, јас се јавувам и кај него за болести. 10,5 еве ќе давам по 1500 динара. Така, да, ве разбравме, Ама еве, не знаат да ти објаснам, душо, веруваш? И ве сваќам, да, ве разбрав. Не знаат да ти објаснат. И го праќат во македонска телевизија. Тие вика не знаеме. Вика нека си ќута, вика, а таа во УЈП па рекол девојчето, рекол па вака, нека пуштат 200 динара. Кај да ги пуштам тие 200 динара? Што се 200 динара? Така? Еве. Па тоа што ви е за останато, почнете да го плаќате, тие сметки што ви стигаат, почнувајте да ги плаќате и тоа е тоа. Ама не идат сметки веќе, готово. Знам дека не одат за останатите сметки, за останатите ви зборам. А тие веќе готово, јас ги првив тие, готово, ние се куртелисак од них како. Да. Она задела таму извадила листа на некој број таму во некоја банка да плаќа. Да. Вика пуштат 200 динара, зошто како тие 200 динара? Што се 200 динара? Еве ја ако ќе праќа пуштам и по 1500 ќе пуштам. Саќаш? Те задржувам тоа, други чекат. Ама еве не знам, не сум на сигурна, саќаш ли ма? Да, мора да има сметка таму, можете да побарате од УЈП, ќе ви дадат на која сметка треба да се плати, во банка ќе платите. Да, они извадиле, Па во банка ќе идете и ќе платите. Велам во банка ќе одите и ќе платите или ќе оди некој во ваше име и ќе плати. Да, па друг ти да ја не можам кај ја им мускулна болест. Да, ве разбрав. Добро. Ама не знае, она па рекла вака, па не сум на сигурна. Еве така рекла девојчето. Ми беа и во телевизија, па, абе сега ти кажам како да речам, не знам. Да, сега луда кој ќе направи. Не сега, не ова влада, тоа прошлата влада. Добро. Домот, жената така, ајде да не го шириме муабетот, направете го тоа што премалку ви го кажав, да оставиме простори за останатите гледачи, да го слушнеме следниот гледач, бидејќи немаме многу време до крајот на денешното издание. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, повелете. Дали се слушаме?
Ало, да. Добар ден, повелете. Извините само да намалям телевизоров. Нема проблем. Се сложувам со тој претходниот гледач, кој кажа дека треба потполна измена на, само тука не се сложувам со, можда извршители треба да постојат, меѓутоа потполна измена на законот за извршители и нотари. Затоа што претходните закони се носени од полуписмени правници кои немаат врска со правото. Мојот случај, само да ви го образложам накратко. Ајде. 78 година пред да почне куќата да се прави, направен е договор. Че се гради првиот и вториот спрат од татко ми, третиот спрат од стрико ми. Од 78 година живеев во куќева. До 2008 година, кога татко ми не ги препише становите. 2008 година во катастар поднесов барање за станот да ми се препиши на моје име. Од катастар ме одбија дека немат етажно катастарство. 2013 година катастар дали намерна или ненамерна грешка правит повреда на имотниот лист и ја упишуваат куќата како пола на пола. Добре. А не 2/3 со 1/3. Другиот газда ја дават куќата под хипотека, го дават тој пола дел, а не само 1/3 од куќата. Разбрав по смртта на татко ми дека кога идов да го пријавам мојот дел, дека делот е даен под хипотека и не може да ме регистрираат како собственик, ни јас, ни брат ми. После тоа одам право кај обвинителот. Ми образложам целата ситуација, ми викат потполно си во право. Подај кривична пријава. Го прашам дали извршувањето ќе престани со кривичната пријава, не ми викат. А го прашувам дали некој може да се стекне со имот со кривична постапка, со кривично дело. Ми викат не може. Па ова е дали е кривично дело? Да, ми викат кривично дело. 300.000 денари фалифне со брат ми за да го докажеме спротивното. Но извршителката не сакаше ни да не прими и дававне целосна документација. Моравме да се вклучиме и при извршувањето да подаваме жалби, па макар што знаевме дека ќе бидеме одбијани како трета странка. Татко ми не беше повикан ни на нотар кога се правела таа хипотека, така да законите се носени од полуписмени правници. Затоа овој парламент мора да поднеси, да донеси нови закони и за извршување и за нотари, кај што извршувањето ќе се стопира доколку некоја и трета странка се вклучи во тој спор. Јасно. Така да мислам дека ова е катастрофа од закон за од законот за извршување. Добро. Ви благодарам. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Извршителите нема да ги блокираат сметките на примателите на социјална помош. 112.000 граѓани и фирми со блокирани сметки за минатата година. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во програма сте. Поздрав до вашата емисија. Драго, фала. Извршителите треба да ги блокираат на социјалните случаи. Кои социјални случаи? Сега некои случаи има. Пред некој одамна време имаше на министер, синот се оженил и бил случаен случај му дадова стан у аеродром. Сега, ја имам една дотична особа што сме во врска. Добро. А сум изгубил многу животот, а зима и јадарка. А беше претходната власт и законот донесен таква особа, ако ја прибереш, да ти се додаде дополнителна помош. Кога ја би ја зел таа дотична особа, се вика Јанѓа по име, ќе ја кажам, дали мене ќе ви даде државата некој надоместок и да живееме заедно.
иначе не и простува ни социјална помош, се плаќа телефон, струја, се плаќа со 1000 дарка. Раснош на куќа има. Што не имат медиумите таму да снимаат и да видат какви луѓе социјалци живеат. А си плаќаат редовно струја, трпат за леп струја да платат само извршител да им дојдат. И која е таа социјална помош? Уште да им скратат социјална помош и да им укинат. Па тие се укинати начисто, уште главите да им го земат. Јасно, да. Толку поздрав и се неубаво. Поздрав и до вас, ви благодарам за вашето јавување. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Те јавувам од Охрид. Драго ми е, повелете. Исто ова многу пати се дешава. Уствари кај мене првпата верувам цел Охрид скоро има добиено од нотар Едмон Шазимани, кој донесол решение за дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа, ама го донесол на 25.12.2015 година. А се работи за 2 сметки од 2014 со проаква и 7-8 сметки од 2015. Каде бил тој досега да го чува делото точно 2 години? Толку имам да кажам. Ова се случува со цел Охрид. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Гледачка од Охрид. Повелете. Не само за ранливите семејства, него и семејствата кои што земаме по 12.000 плата, кога третина, значи нас ке не блокират од таа сума 12.000 денари, не завршиле никаква работа. Да. Значи тоа е блокирање од моја страна да се укинат. Зашто еден ќе те блокира, други, значи ако имам јас износо да го платам, не треба третина да ми заприт од платава. Нормално. Yes. А господин Заев обеќаваше дека тие извршители ќе ги укинит, така да ако слушаат, нека ги укинит. Благодарам. Убав ден, пријатно. Ви благодарам за вашето јавување и ви имајте убав ден. Извршителите нема да ги блокираат сметките на примателите на социјална помош. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте? Фала. Вака, јас ќе ви кажам дека за социјалните случаи државата многу не се грижи, затоа што јас имам брат кој што е 62 години. И човекот примаше социјална помош, му ја прекина, му ја скинава, значи. Добро. Сега човекот живее 2 години без динар пари. А зошто му ја прекинале социјалната помош? Зашто отишол во отпад, некој железо таму дал, продал. Ете за тоа. И сега му бараат он да врати 55.000 денари. Можете да се мислите? Од каде он нема леп да јаде на нив да им даде 55.000 денари? Па кај го има тоа, бре, луѓе? Кај го има тоа? Човекот трпи за леп. Јас сум сестра негова, пензионерка. Колку можам, по јадарка месечно, колку можам му давам. А што ќе направи он со јадарка? Јасно, да. Кажете ми, што ќе направи? А да одите да видите, да снимате кај живее. Господи, оставете го вашиот број во режија, не се исклучувајте, ќе ве префрала директно, оставете го вашиот број во режија и името ваше, за да можеме да ви сконтактираме по завршувањето на емисијата. Ќе им пренесам јас на колегите од информативна редакција, доколку сте спремни да зборувате пред камера токму за оваа ситуација. 112.000 граѓани и фирми се со блокирани сметки за минатата 2017 година. Ова е заклучно со септември месец 2017. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете. Повелете во програма сте. Добар ден, повелете. Се јавувам од Пилеп.
во врска со извршителиве. Дали ме слушате? Ве слушам одлично. Сега вак. Таа е една добро разработена шема за плячкање на народот. На народот, посебно работничката класа. Еве ќе кажам зошто. Ајде. Имаше фирми кај што нема луѓето земено по 2, 3, 4, 5 плати. Се здобиле со идеални услови да не може да плати необични сметки за струја, за вода, за едно, за друго. Сега, затоа што не може да плати, му се таложа камати на камати, луѓе. Тој нема пари за леб да купи. Овие му таложа вештачки камати. И сега кој ќе дојди време за пензија да земи, ќе му преполува пензијата, ќе му преполува социјалната помош. Ова социјалната помош што кажувате и претходно беше да не се запире на социјалците. Така беше. Сега, Арнона му се таложа таму сметки, наместо да се замрзна побарувањата, му се таложа камати на камати. Тој кod стечајни работник се дојде во пензија, кod се дојде за пензија да зема, тогаш да се провери пензија зема, кod ќе му блокира сметката. Ти извршителите, тоа е една банда, крвава банда, препорачувам, подхитно да се запра и да се провера сметките нивни како се дојдени до тие пари, до тие богатства, до тие раскоши што го ужива на грбо на работников. Ова е катастрофа. Ако не се укине извршителите, еве јас ви кажувам од Филип Селзам, ако ви бъде извршител, чека на чека до позна и одам сигурно в затвор. Ви кажувам најотворено. Ова се послужи секој ден. Тоа е плячка жива на народот. Плячка жива невидена. Како? Кои се тие извршители? Толку камати на камати да го тера народот до бедствен. Срамота жива. Да. Добро. Ви благодарам. Ајде, пријатно бидете, доздравени среќни празници и среќни новогодишни празници. Ви благодарам за вашето јавување, срекна нова година и божикни празници на вам. Страшна работа. Да. Так. Сега, ево уште малку да се забежам. Да социјалните случаи немало да му запрет. Па и предходно тоа истото беше. Ама ако се појде во пензија, тој стечањио, да видите што му прави. А дзигерите му ги вада. Така, да, ве разбравме. Добро, господине, ви благодарам за вашето јавување. Срекна нова година на вам и се најдобро. Стигнавме до самиот крај на денешното издание на емисијата Во тек. Тука би сакала да ви се заблагодарам за вашето внимание. Во 14 часот проследете ги најновите информации од Македонија и од светот, а со мене се гледате повторно утре во истото време со нови теми од 11 па се до 14 часот. Останете со телевизија 24 до гледање од мене.